Богомилството како рожба на феудализмот, уште во средината на 10 век, кога за прв пат се појавило во Македонија, се оформило освен како религиозно-филозофско-социјално учење и како масовно општествено движење. Во текот на своето скоро петвековно постоење, богомилството било постојано изградувано и го менувало својот карактер во зависност од политичките и општествено-економските услови и специфичности во одделни земји. Уште во својот зародиш, богомилството се представило како дуалистичко учење и движење. Во изградувањето на дуалистичкиот поглед на светот, поп Богомил и неговите следбеници доста елементи црпеле од постарите дуалистички учења: манихејството, масилијанството, павликијанството, како и од гностицизмот, кои им претходеле на сите дуалистички учења и движења. Сите тие пак дуалистички учења биле изродени од христијанското учење. Творците на богомилството, поп Богомил и неговите следбеници, се обиделе да внесат во новото учење такви идеи што ќе ги насочат нивните поддржувачи кон стекнување појасна представа за душата и материјата, потеклото на Вселената, доброто и злото, животот и смртта и слично. Богомилската космогонија, тоест сваќање за потеклото на Вселената и човекот, и есхатологија за крајната судбина на светот и човештвото, биле всушност резултат на внатрешните спротивности во самото христијанско учење. Во своите начала, христијанството се засновувало врз монотеизмот, тоест врз сваќањето дека Вселената е плод на еден Творец, на добриот и семоќен Бог, по чија волја е изграден невидливиот и видливиот свет. Создадената Вселена од Бога се сметала за совршена творба на која секој верник требало да и се восхитува. Таквата идеја ја поддржувала официјалната црква, која била изложена и во Библијата. За разлика од учењето на официјалната црква, богомилските проповедници ги учеле своите следбеници дека во природата постојат и се борат две начела, доброто и злото, и дека на крајот ќе победи доброто. Притоа, на богомилите им била вградувана представата дека отпрвин постоел добриот Бог, кој ја создал огромната Вселена, составена од 4 основни елементи: оган, вода, воздух и земја, и дека создал 7 небеса во огромната Вселена, кои го представувале неговото царство. Божјото царство, учеле богомилските проповедници, Бог го управувал со помошта на својот син Сатанаил, познат и како Самаил, ѓавол и Мамон, како и со помош на голем број ангели. По известно време Сатанаил го изневерил татка си. Откако привлекол на своја страна дел од ангелите, решил да си создаде свое царство на 7-то небо, ветувајќи им на своите следбеници ослободување од тешките даноци. Но Бог го открил заговорот. Сатанаил и неговите ангели ги спуштил на земјата, лишувајќи ги притоа од круните, алиштата и венците. На земјата Сатанаил не останал пасивен. Создал мориња и океани, направил небесни светила, наредил на земјата да растат растенија и да се одгледуваат животните, а по морињата риби. Откако го сторил тоа, решил да го создаде и човекот, кој ќе личи на него и ќе му слугува. Така, според богомилските сваќања, биле создадени Адам и Ева.
no тој успеал да ги направи само нивните тела без да им вдахне душа, поради што бил принуден да бара помош од татка си. Таквите сознанија за потеклото на човекот се среќаваат во повеќе богомилски книги, во прв ред во апокрифот Јованово Евангелие, познато и како тајна книга, напишано најверојатно во 12. век. Сатанаил, откако го создал видливиот свет, учеле богомилите, постанал неограничен господар на луѓето на земјата. Според богомилите, така требало да остане се до второто пришествие на Христа на земјата, кога ѓаволот и неговите следбеници требало да бидат фрлени во пеколот, а другите, кои се држеле до правдата, да живеат вечен живот во рајот. Така, според богомилите, требало да се реши прашањето околу исходот на борбата меѓу доброто и злото, кога на крајот требало да победат добрите сили и кога сите оние што страдале на земјата требало да добијат избавување од маките на небото. Таквото решение на спорот околу исходот од борбата меѓу доброто и злото, од своја страна пак, одговарало на надежите и стремежите на експлоатираните селани кои страдале од државниот гнет, како и од гнетот на феудалните господари, како и на сите други експлоатирани луѓе кои се бореле за социјална правда. Се разбира, сето тоа било фантастично представено, но иако остварувањето на таквите желби на богомилите било облечено во една религиозно-фантастична форма и се очекувало спас од земните неправди на другиот свет, на небото, сепак за сознанието на непросветениот, суеверен и крајно експлоатиран средновековен човек, остварувањето на таквата цел станало доста прижелкувано и примамливо. Со таквите своји сваќања, богомилското учење уште во својата почетна форма се засновало врз умерениот дуализам, тоест се држело до представата дека Сатанаил се појавил подоцна од Бога, добрата сила, и дека на крајот тој, тоест лошата сила, ќе била совладана. Подоцна, умерените богомилски дуалистички сваќања навлегле од Македонија и во другите соседни земји, навлегувајќи дури и во Босна, Северна Италија и во други подалечни земји. Со своите дуалистички сваќања за видливиот свет, богомилството бргу се претворило во масовно општествено движење. Во лицето на богомилските проповедници, селаните, ситните занаетчи и трговци, како и сите други обесправени луѓе кои стенкале под феудалниот гнет, виделе своји вистински водачи кои се бореле за правда. За сите нив доста природно било објаснувањето дека сите неправди на земјата се дело на ѓаволот, дека тој се повикува и се потпира врз црквата и нејзините органи, врз државата и нејзините органи. На тој начин, својата беда тие можеле да му ја препишат на ѓаволот и на неговите помошници, во чии лица биле олицетворени земните владетели и нивните подчинети, државни и црковни органи. Најостри биле нападите на богомилите против официјалната црква, која како феудална институција се претворила во орудие на државата. Црковната организација со целиот клир, богомилите не ја сметале за творба на Бога, туку на ѓаволот. Таквиот непријателски однос кон официјалната црква наполно одговарал на создадената омраза меѓу народот, зашто таа ги заштитувала сите оние кои ги создале бедите на земјата. Острите богомилски напади, особено, ги почувствувале вишите свештеници, зашто тие едно проповедале, а друго правеле.
богомилите не верувале дека тие биле посветени од Бога, зашто остро ги нападнал и презвитер Козма во својата беседа против богомилите. Презвитер Козма, како официјален заштитник на црквата, ги нападнал богомилите и за тоа дека ги хулеле иереите и сите црковни чинови, нарекувајќи ги правоверните свештеници слепи фарисеи и лаеле многу по нив како кучиња по коњаник. Богомилите ги сметале свештениците за излишни. Според нивното учење, свештениците бидејќи биле грешни луѓе, нивните обреди во црквите не ја одразувале волјата на Бога. Отфрлајќи ги сите црковни обреди, установени од православната црква, богомилските проповедници ги сметали црквите за излишни. За нив тие биле крстопатишта. Литургијата пак, која се извршувала во нив, ја сметале за жртва принесувана на демоните кои живееле во храмот. Отфрлајќи ги сите молитви и песни во чест на Христос, на Богородица и на другите светци, богомилите прифатиле само една молитва Оче наш, бидејќи таа била означена за христијаните и во Новиот Завет, во кој ја гледале изворноста на евангелиското христијанство, кое што тие се стремеле да го обноват. Богомилите биле убедени дека и крстот не ја символизира Христовата вера, туку дека служи само за заблуда на верниците. Едноставно, тие го сметале крстот како омразен предмет на Бога, зашто на него евреите го распнале неговиот син Исус. Тоа нагласено го истакнал во својата беседа и презвитер Козма. Себе си, заблудувајќи се, вака зборуваат за крстот на Господа. Како да му се клањаме? Та евреите на него го распнаа Божиот син и затоа крстот на Бога му е нешто најомразено. И така ги учат своите крстот да го мразат, наместо да му се поклонуваат и велат вака: кога некој би го отерал царскиот син со дрво од крст, дали би можело тоа дрво да му биде мило на царот? Истото важи и за крстот наспроти Бога. Заедно со крстот, богомилите ги негирале и сите икони. Притоа тие се потпирале на зборовите на апостол Павле да не се поклонуваат верниците на злато и сребро создадено од човековата уметност. Да се почитуваат иконите, сметале богомилите, значи да се почитуваат и идолите. Со таквите своји погледи, богомилите ги загрозиле основите на православната црква, а заедно со тоа и на феудалниот поредок. На иконите биле представувани не само одделни христијански светци, туку и прогласените за светци представници на владеачката феудална аристократија, цареви, виши духовници и така натаму, кои народот требало да ги почитува и да им се подчинува на нивните пораки. Одрекувајќи ја светоста на таквите лица, богомилите всушност го негирале Божјото потекло на светската власт. Поради тоа, Козма остро ги нападнал безсрамните еретици, истакнувајќи при тоа дека царевите и болјарите се поставени од Бога. При тоа, тој се повикал и на Божјата премудрост: преку мене царевите царуваат. Нафрлувајќи се против сено она што учела официјалната црква, богомилите ги негирале и моштите на одделни светци кои за христијанските верници биле извор на чуда. Моштите на светците тие едноставно ги сметале за обични човечки коски.
Исто така, богомилите ги негирале и другите црковни обреди. Например, причесната ја сметале за обична храна. Водата при крштевањето на децата ја сметале за обична вода, поради што, според известувањето од Козма, тие се подигрувале со крстените деца. Богомилите имале негаторски однос и спрема почитувањето на црковните празници. Спротивно на учењето на официјалната црква, тие работели во неделите. Исто така, богомилите го негирале и тврдењето на црквата дека предстоело воскреснување на мртвите од гробовите. Тие, иако признавале дека ќе дојде до второ пришествие на Христа, сметале дека тогаш нема да воскреснат телата на луѓето, туку ќе бидат судени само нивните души. Според нив, душите на грешниците ќе бидат испратени во пеколот, а на праведните луѓе во Божјето царство, во рајот. Целата критика на богомилите, насочена против официјалната црква и нејзините обреди, како што се гледа, представува мешавина од ставови од мистично-религиозен карактер и ставови засновани врз основа на здравиот разум. Имено, од една страна богомилите ја нагласувале улогата на ѓаволот, за да го мотивираат својот непријателски однос, а од друга страна се служеле со ставови кои почиваат на трезвеност и логичност. Се разбира, богомилството било рожба на средновековието, па затоа не можело да се ослободи од религиозниот поглед на светот. Но и покрај тоа, во него се содржале и известни елементи на рационализам, на критички однос кон религиозните догми. Во тоа се корени и неговиот прогресивен карактер за своето време. Таква оценка за богомилството дал и Коста Рацин во делото Драговицките богомили. Да му се рече на светот од светиот феудален поредок дека не е создаден од Бога, туку од ѓаволот, дека господарите и бољарите не се поставени од Бога и дека она што го прават, што имаат и што владеат е од ѓаволско потекло, ним човекот не треба да им се повинува и да ги почита и дека му се мрски на Бога оние што служат и што работат за нив, дека црквата е установена лага, пребивалиште на ѓаволот, во кое што слепи фарисеи ја задушуваат вистината на слободата, дека човекот не треба да верува, туку да мисли, дека Царството Божие не треба да се бара на небото, туку овдека на земјата, и дека најпосле во тој свет на ледена тишина и ноќ, што не осамнува, а лежи како сениште на совеста и разумот, дека има смисла човекот да живее, дека има висок и совршен идеал во борба со сето она што е од сатаната и што е од сатанско потекло, но не само во нас самите, туку во прв ред во општеството, општествениот живот, во општествениот поредок, да се рече сето тоа, иако со матен јазик, но уште тогаш во средниот век, зар не е од она што е најблагородното во духовната ризница на човештвото? Богомилското учење и движење уште во својот зачеток добило освен антицрковен и антифеудален карактер. Тоа исто така било насочено и против феудалната држава и нејзините органи, заштитниците на феудалниот поредок. Таквиот карактер на богомилството јасно се согледува и од беседата на презвитер Козма. Еретиците ги подготвуваат луѓето, нагласува тој, да го прифатат погибелниот син. Хулат на богатите, ги учат своите оти не треба да им се покоруваат на господарите, мразат цареви, се ругаат на старешините, прекоруваат бољари и сметаат дека оние што му служат на царот му се одбивни на Бога и му заповедуваат на секој слуга да не работи на својот господар.
Омразата кон државната феудална власт и нејзините заштитници била одразена и во дуалистичкиот поглед на богомилите. Имено тие тврделе дека сите земни царства се создадени од ѓаволот по неговото прогонство од небото и дека земните владетели се негови слуги. Тоа пак значи дека богомилите ги сметале за слуги на Сатанаил и царевите, болјарите, висшите духовници, богатите монаси, тоест сите оние кои ги експлоатирале селаните и другите обесправени луѓе. Таквите богомилски проповеди нашле одрази во средновековните апокрифни, тоест забранетите книги, во кои се предскажувало дека по второто пришествие најмногу ќе страдаат во пеколот представниците на државната и црковната власт. Така, во апокрифот Јованово Евангелие, распространуван во Македонија и соседните земји во време на византиското владење, се истакнува дека на денот на страшниот суд царевите и патриарсите ќе загинат како добиток и ќе се расплачат како деца и ќе бидат фрлени во пеколот во извори со 7 отвори. Слична судбина на царевите, патриарсите, епископите и другите властодржци им била предвидена и во апокрифот Одење на Богородица по маките. Во него стои дека тие ќе горат вечно во огнена река. Поради таквите нивни проповеди, богомилите си добиле смртни непријатели во лицето на представниците на вледачката феудална аристократија. На остра осуда биле изложувани богомилите и поради тоа што тие се нафрлиле против богатството и богатите. Богатството тие го сметале за дело на ѓаволот. Тргнувајќи од тоа, богомилите им предскажувале на своите следбеници дека на денот на страшниот суд, оние кои страдале ќе добијат вечно блаженство во рајот, а богатите ги очекувале вечни маки во пеколот. Се разбира, против таквите погледи на богомилите во прв ред реагирале црквата и државата. Црковните писатели сестрано се ангажирале да ги убедуваат верниците дека да се натрупа богатство не е ништо лошо, зашто богатите луѓе се Божји љубимци. Напаѓајќи ги богатите и богатството, богомилите се заложувале во секојдневниот живот луѓето да консумираат скромна храна, да не пијат вино, да не јадат месо, како и да избегнуваат храна од животинско потекло, сирење, млеко, јајце и слично. Се разбира, таквите претерани погледи на богомилите не нашле широка поддршка во народот. На тој начин, таквите норми ги засегнувале само главните проповедници на богомилството, така наречени совршени богомили. На жестоки напади од богомилите биле изложени луѓето кои носеле раскошна облека. Тоа во прв ред се однесувало на представниците на владеачката класа, царевите, кои преку носењето раскошна облека настојувале кај обичните луѓе да предизвикаат почит и покорност. Залагајќи се за водење скромен и воздржан живот, богомилите го засегнали и брачниот живот. Тие биле жестоки противници на склучувањето бракови. Како што јадењето на месо и пиењето вино се извршувало по наредба на ѓаволот, така и раѓањето на децата, тие сметале, станувало во содејство со него. Затоа ги подучувале сите оние кои сакале да си ја спасат душата, да се лишат од семејства. Таквите аскетски стремежи на богомилите секако биле одраз на нивниот дуалистички поглед на свет, како и на тешките животни услови во кои живеело поголемиот дел од населението. Војните, гладот, епидемиите, тешката феудална експлоатација ги терале селаните и другите обесправени луѓе да го одбегнуваат бракот. Според презвитер Козма, богомилите ги сметале луѓето кои засновувале бракови за мамонови слуги, слуги на ѓаволот. Се разбира, брачните врски ги раскинувале главно богомилските проповедници, тоест совршените богомили, во чии што редови имало и жени. Жените кои ги растурале своите бракови или избегнувале да склучат брак, нашле осуде и во делото на Ана Комнина,
Алексијада. Таквите жени богомили таа ги сметала за лошокарактерни и развратни. За разлика од учењето на официјалната црква, која жената ја сметале за второстепена, пониска од мажот, богомилите имале поинакво сваќање за неа. На жената тие гледале како на еднаков член во религиозните богомилски општини. Мнозина од жените богомили станале главни учители и проповедници на богомилското учење. Таквите влегле и во кругот на така наречените совршени богомили. Тие учествувале во извршувањето на сите религиозни обреди во рамките на богомилските братства. Затоа нагласено истакнал и презвитер Козма во својата беседа, кога навел дека не само мажите, туку и жените, самите себе си ги простувале гревовите. Природно е дека во тогашното средновековно време прашањето околу статусот на жената не можело целосно да се разреши. Но независно од тоа, богомилските погледи за жената внесле доста светлина и влијаеле да се раскинат доста стеги од традиционалниот поглед на свет. Богомилите не само што настојувале таа да се изедначи со мажот, туку и овозможувале да учи и да зазема раководни места во општествениот живот. Во таа смисла, богомилството исто така одиграло прогресивна улога за своето време. Со таквите своји погледи на свет, богомилството бргу станало масовно народно движење не само во Македонија, туку и во повеќе европски и азиски земји. Преку него нашле израз опозицијските стремежи на угнетените народни маси, зашто ги терало на бунт против феудалната експлоатација. Кратко кажано, богомилството одиграло значајна улога во животот на Европа и дало забележителен придонес во нејзиниот идеен и револуционерен развиток. Затоа, богомилството со право се смета за предренесансно движење во Европа, движење кое ги поставило основите на виклефијанството, хусиството и реформацијата.